И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа кај таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на програмата во InTouch. Трпение, суштината за доживување на најдоброто од Бог. Кога поверувавте во Исус Христос како ваш личен спасител, веднаш Светиот Дух дојде во вашиот живот да ве запечати како Божјо дете. По таа причина ние знаеме дека сме вечно безбедни. Тоа е Негова работа, а не нашето однесување не прави прифатени од Бог. И во тој процес, кога мислам на тоа, размислувам на фактот дека Светиот Дух не запечатил и не опремил за да направиме се што тој ќе побара од нас. Многу луѓе животот го поминуваат одејки на црква, крстени се од многу мали, слушнале голем број проповеди и никогаш нема да разберат дека Бог никогаш немал намера тие самите да живеат христијански живот. Тој имал намера тие да дозволат Светиот Дух кој живее во нив да го живее животот на Господ Исус Христос. Ние не сме опремени само за спасението. Тој не опремил да направиме се за кое тој не повикал, за сето оно за кое тој не создал да бидеме и да правиме. Па, кога ќе помислите на вашиот живот и на предизвиците со кои се соочувате, запомнете го ова. Вие ќе имате силата на Светиот Дух за живот, за соочување со ситуациите, сите околности во животот. Тој не само што не спасил, туку го сака најдоброто кое што го можеме. Па, кога ќе помислите на вашиот живот и на работите со кои се соочувате, кога се соочувате со тешкоти, дали би рекле дека сте трпелива личност? Вистината е дека сите ние веројатно имаме области во животот во кои е тешко да застанеме и да го задржиме нашето мислење или она што сакаме да го направиме. Но трпението е дар од Бог. Но тоа не е нешто кое можеме да го сработиме. Тоа е дар од Бог преку Светиот Дух. Кога бевте спасени, Бог ве запечати како едно од неговите деца и тој почна да го ослободува во вашиот живот, ако вие дозволувате плодот на Духот, љубов, радост, мир, трпение. Така сакам да зборувам за тоа. Сакам да зборувам за целата оваа тема, колку суштинско е јас и ти да го искусиме Божјото трпение во животот, бидејќи тоа влијае на се што ќе направиме. Едно од неговите правобитни цели е да ни овозможи да чекориме трпеливо во нашиот христијански живот. Слушајте го ова. Псалм 27, стих 14. Чекај на Господа, охрабри се, нека биде цврсто твоето срце. Да, чекај на Господа. Зошто го кажал тоа? Бидејќи, за да чекаме на Бог, некогаш ние мора да бидеме силни и мора да бидеме храбри, бидејќи некогаш постојат притисоци при донесувањето одлуки во животот. Супружници, семејство, бизнис, што и да е. Тој вели чекај. Во 37-миот псалм, во 7-миот стих, тој 3 пати вели: одмарај во Господа. Во овој стих, одморај во Господа Бога и чекај трпеливо на Него. Не плаши се. 40-тиот псалм вели: јас чекав трпеливо на Господа и тој се наведна кон мене и ја слушна мојата молитва. Погледнете го тоа. Јас чекав трпеливо на Господа и тој се наведна кон мене и ја слушна мојата молитва. Тој се наведнал бидејќи слушнал што му кажувам и го исполнил моето барање. Трпението е многу важно. Во секој аспект од животот, како би го дефинирале трпението? Ако некој рече: објасни ми го трпението, што би рекле? Тоа е тивка, трпелива издржливост под стрес, или лутина, или долготрена. Па, запрашајте се себе си, дали вие сте тивки и не се жалите кога нештата не се по ваше. Ке ви ја кажам наједноставната дефиниција за трпението. Слушајте. Трпението е волјата да се чека. Тоа е се што треба да го знаете. Трпението е волјата да чекаме.
што значи дека ќе наидуваме на ситуации и мора да донесеме одлуки. Но сепак, понекогаш, ние не знаеме што да правиме, или Бог го проверува нашиот дух, а ние треба да одлучиме. Дали јас ке чекам на Бог да ми даде правец или не? Повеќето луѓе не сакаат да чекаат. Тие сакаат Бог да действува според нивен план. Размислете за ова. Ние треба да признаеме дека Бог е сезнаечки. Тој знае се. Ние треба да признаеме дека Тој знае се за нас. Да разбереме дека Тој знае што е најдобро за нас. Но сепак стигнуваме до ситуации каде Бог ни вели да чекаме. Но ние не сакаме. Така, измислуваме секакви причини зошто не би требало да чекам. Ги гледаме другите луѓе и тие го имаат ова и она. Тогаш, зошто ние мора да чекаме? Бидејќи Бог во неговата бесконечна љубов и моќ за нас, знае дека во одредени периоди од нашиот живот некои нешта не се вклопуваат. Тоа значи, Бог не создал нас за да правиме што? Да живееме со Него, да му служиме и да го одразуваме. Тој не создал да го живееме животот кој Тој го ставил во нас. Кога и да посакам нешто што Тој не сака да го имам, а јас инсистирам да го имам, тогаш јас сум нетрпелив. Секогаш, кога му запнуваме на Бог, па Господе, јас чекав доволно долго, време е да го имам она што јас го сакам. Видете, Бог е вашиот најголем заштитник. Кога Тој вели не, слушајте, не мислите дека Бог ве одбива со тоа. Тоа значи Бог прави што? Ве заштитува. Кога Бог вели не, тоа е збор за заштита. Честопати мислиме, Боже, ако ти ме сакаш, ке ми дозволиш да го правам ова и она. Тоа е волјата да се чека. Па запрашајте се. Дали би рекле дека вие сте трпелива личност? Сега размислите на кратко. Би рекле ли вие дека сте трпелива личност? Тоа значи дека смирено ги толерираш одложувањата кои Бог ги наметнува во твојот живот кога Тој ќе каже не. Доаѓаш кај Бог за нешто што веруваш дека е Божја волја за твојот живот. Го прашуваш за тоа и сепак погледнете. Еве што се случува. Го прашуваш Бог за тоа, но не слушаш ништо. Го прашувате, не слушате ништо и велите. Па мора да е во ред, бидејќи Бог не ми рече дека не смеа. Никогаш не одете по тој пат. Ако кажете дека ќе направиш нешто, бидејќи Бог не ти рекол дека не треба да го правиш тоа, нели би било подобро да чекаш Бог да ти каже дека може? Ние можеме да манипулираме со словото и со околностите за да ги оправдаме собствените желби, кои честопати се препреки во нашиот живот. Тие се семето на пропаста во нашиот живот, бидејќи ние немаме желба да чекаме на Бог. Слушајте, дали би се согласиле дека Бог ве сака? Дали би се согласиле со тоа? Кажете амин. Некој од вас да, некој не. Бог ве сака. И да ве прашам нешто. Дали вие ги сакате вашите деца? Ајде сега. Си ги сакате ли децата? Добро, ако тие побараат од вас нешто, што знаете дека ќе ги повреди, дали сакате да им го дадете? Тогаш, зошто очекувате Бог да го направи тоа? Барате нешто од Бог и некогаш тој ќе каже не. Слушајте, кога бевте спасени, Светиот Дух ве запечати како Божјо дете и живее во вас 24 часа дневно. Едно од главните намери, имајќи го вашето име во книгата на јагнето, е дека вие сте запечатени како Божјо дете за секогаш. Тој живее во вас за да ве насочи, да му даде насока на вашиот живот. А плодот на Духот е љубов, радост, мир, трпение. Тоа е дел од онаа кој Тој го прави во нашиот живот. Вие во себе ја носите апсолутната вистина, вистинскиот компас, оној кој правилно ќе ве насочи секој пат кога ќе го побарате тоа. Таков е Тој. Бидејќи Бог знае колку е комплициран животот. Тој не оставил само овде подалеку од Духот. Тој им кажал на своите ученици, рекол, седете во градот Ерусалим, се додека не добиете сила од озгора. Вие не можете да го живеете животот кој јас ви го дадов без Светиот Дух. Тие точно тоа и го направиле. Чекале се додека Тој не дошол и не влегол во нив. Кога вие бевте спасени, Светиот Дух дојде во вашиот живот. Ве запечати како Божјо дете. Вие секогаш сте Божјо дете. Не можете да бидете изгубени. Еднаш запечатени со Исусовата крв, не можете да бидете изгубени, но сигурно е дека може да заглавите во животот ако не го слушате Светиот Дух, кој дојде да живее во вас, да ви даде насока и да ве води, како јасност во секој аспект во вашиот живот. Така трпението е клучно. Слушајте што вели, а плодот на Духот, тоа значи дека може да го очекувате Светиот Дух да се изрази преку следните начини.
љубов, радост, мир, трпение. Тоа значи дека вие го имате Него кој живее во вас и сака да ве насочи во секоја околност од животот. Да размислиме накратко. Што ни е потребно за да имаме трпение? Најпрво, мора да имам верба во Бог. Имам вера во Бог. Верувам дека Тој ќе ме насочи секогаш. Што и да ми треба, во која и да е насока, бидејќи Тој го веди тоа. Второ, мора да го имам духот на послушноста. Ако имам покорен дух, јас избирам да го слушам Бог. Може би ќе потврлам во тоа, пропуштајќи го некако, но Светиот Дух е тука да не води, за да правиме што? Да го следиме Него. Тогаш, секако, еве што се случува. Распознавањето на Божјото време. Светиот Дух ќе ни покаже кога. Честопати ние ќе побараме нешто што не е Негова волја во моментот. Не е Негов план за сега, но Негов план за подоцна. Оно што треба ние да го направиме е да бидеме доволно мудри, да речеме: Добро Боже, ако не е Твоја волја сега, дај ми милост да чекам додека Ти не ми дозволиш да одам, или што и да е. Потоа, ако сакам да бидам трпелив, јас треба да го сакам Бог. Ако не го сакам Бог, нема да бидам трпелив. Ако не го сакам Бог, го сакам тоа нешто сега. Ако не го сакам Бог, сакам работите да бидат како што јас сакам и кога јас сакам. Но сепак, ако сакам да бидам трпелив, треба да го сакам Бог. Со други зборови, ако јас го сакам Него, ќе бидам трпелив. Ако некој каже: па јас го сакам Бог, но нема но. Ако јас го сакам Него, ќе бидам трпелив. Ако не го сакам, тогаш јас не му верувам на Него и нема да бидам трпелив. Запрашајте се самите. Дали вашиот сопруг, сопруга, вашите пријатели, колеги, дали тие ве гледаат како трпелива личност? Сега постојат само два одговори: да или не. Да, ве гледаат. Не, не ве гледаат. Но тоа е поради нашето однесување, вашата комуникација и вашиот карактер во нивна близина. Ако јас се сакам себе си, ако ги сакам нештата, ако ги сакам другите луѓе повеќе од Бог, тогаш ќе се задоволам себе си. Но Бог го сака најдоброто од своите деца. Ниту една личност нема да рече: Бог не го сака најдоброто за мене. Тој го сака тоа. Па ако беше така, ќе ми ја дадеше неа или него, или ова или она. Не. Причината зашто тој не ви го дал тоа е затоа што тој ве сака. Бидејќи Божјата љубов кон нас нема граници и таа љубов е толку силна што Бог ќе рече не. Кога тој знае дека тоа што го сакаме не е од него, тогаш тој ќе ни го покаже тоа. Плодот на духот е трпението, желбата да се чека долго доколку е потребно. Затоа запрашајте се дали е тоа точно. Потоа потребна е храброст за да бидеме покорни на Бог. Потребна е храброст да се биде трпелив. Бидејќи некогаш можам да се сетам во животот кога мислев: Господе, јас сум на работа и ако ти не направиш нешто наскоро, јас ќе паднам. Што? Дали знаете кој е на другата страна од работ? Семокниот Бог. Нема да паднете. Некогаш Бог ќе не одведе многу близко до навидум целосен, безизлазен очеј, но тој секогаш е таму. Тој е Бог на љубовта, насоката, водството и советот во животот. Потребна е храброст за да му веруваме. И едноставно кажано да бидам одлучен да чекам. Би можел да ви дадам многу илустрации од луѓе кои ги имам советувано низ годините да почекаат пред да купат нешто, да чекаат за нешто во бракот, да чекаат нешто околу своите деца или млади луѓе околу одлуките за факултетот и така натаму. Секогаш, како што можам да се сетам, кога една личност добила побожен совет, а сепак направила нешто по свој начин, никогаш не завршила на начин како што сакала. Знаете што? Бог го сака недоброто за нас. Тој вели: јас ќе те водам и ќе ти го покажам патот по кој треба да одиш. Не вавете. Ние почнавме велејќи дека трпението е плодот на духот. Тоа е дар од Бог. Што значи дека вие во вас ја имате способноста да донесувате мудри одлуки. Плодот на духот е трпението. Божјиот дух ќе употребува трпение во вас, за вас, до вас, преку вас
и за ваше добро, бидејќи тоа е Божјата волја за нас, да следиме Неговата волја и да одиме по Неговиот пат. И Бог знае дека има тешки времиња и ситуации со кои мора да се соочиме, и понекогаш ние не знаеме што да правиме. Тој е тука да ни покаже што да правиме. Ако ти си следбеник на Исус, ако си христијанин, ако си поверувал на Бог во животот како твој спасител, тогаш во тебе го имаш конечниот, крајниот, последниот, највисокиот советник во секоја поединична ситуација. Тој ќе те насочи. Бог не би ја криел вистината од тебе. Тој нема да ви го одземе правото на мудар совет. Ако немате мудар совет, тоа е бидејќи не го барате од Него. Зошто тој го прави тоа? Бидејќи тој те сака безусловно. Тој го сака најдоброто за тебе, без разлика на се. Така, плодот на духот е трпението. Трпението не е популарна тема. Знаете зошто? Ќе ви кажам зошто. Бидејќи го сакаме она што го сакаме, кога ние сакаме, како ние сакаме. Тоа е тоа. Затоа, ајде да размислиме накратко за тоа. Зошто велиме дека трпението е суштинско за да го искусиме најдоброто од Бога? Број 1. Тоа е суштинско за животот покорен на Бог. Ако јас сум покорен на Бог, треба да го слушам, да го послушам и да му се покорам. Ако јас сум покорен на Бог, треба да сум подготвен да се откажам од своите лични желби и мислења, понекогаш за да го правам она што тој ќе го каже. Бог ме сака. Видете, ништо и да минувате, се молите за тоа. И Бог ви вели не. Видете, кога тој вели не, што всушност вели? Еве што вели. Јас те сакам. Божјето не значи јас те сакам. Некој ќе каже не, кога Бог вели не на мене, јас се лутам. Не, кога Бог вели не, тој всушност вели јас те сакам. Размислете за ова. Тоа е суштинско во градењето на добри врски со луѓето. Тоа е трпението. Ако сакате да имате добри пријатели, мора да бидете трпеливи со нив и не мора да ви кажувам дека ако сте во брак, мора да бидете трпеливи еден со друг. Што и да правите, мора да имате трпение. Тоа не е само дар од Бог. Тоа е барање за да можете во животот да се сложувате со децата, сопругот, сопругата. Ако живеете со некој кој нема трпение, тоа е многу тешка ситуација. Сите ние треба да го изразиме трпението и сите треба да знаеме да го изразиме истото кон другите луѓе, бидејќи другите луѓе грешат. Сите ние можеме да станеме нетрпеливи ако не сме внимателни. Но, забележувате ли нешто? Нетрпеливоста не лечи ништо. Не лечи. Во вас го имате Светиот Дух кој ќе ви даде чиста насока за се што во животот ве загрижува. За се. Секоја врска, каква и да е таа. И размислете за ова. Точниот момент е многу важен. Тој е важен за спортот, во финансиите. Важен е во врските, во војна, важен е во фотографиите. Точниот момент е многу важен. Бог секогаш е во вас како следбеник на Исус. Светиот Дух го имате во вас да ви даде чиста насока во секоја околност во животот, ако сте спремни да чекате на Него. Кога Бог вели чекај, еве што слушате. Јас те сакам. Тоа го прави тој. Тој не сака кога ни вели да чекаме. Сетете се, рековме дека едноставно трпението е волјата да се чека. И кога ние чекаме, тогаш гледаме како Бог работи. Честопати го имам видено ова во својот живот. Морав да чекам, чекам и чекам на нешто, а потоа гледам како Бог на крај ќе го спроведе тоа. Повторно и повторно, мојот одговор беше: Ти благодарам, Исусе, ти благодарам, драг Боже, што чекав. Ти благодарам, Исусе, што не истрчав пред Тебе. Повеќето луѓе денес се несрекни бидејќи одбиле да чекаат на Бог за насока за нешто во нивниот живот. Многу луѓе се во голема неволја денес бидејќи тие не чекале. Колку пати имам разговарано со луѓе кои се во брак и ми кажале: знам дека не требаше да го сторам тоа. Тогаш, зошто го направи тоа? Тие ќе ми дадат некој изговор. Или
Јас направив оваа одлука во мојот живот, но никогаш не помислив да го прашам. Бог, јас сакам да се огледате една едноставна работа. Бог ве љуби, тој ве создал. Тој има цел за вашиот живот. Можеби вие не знаете која е целта. Можеби сте живееле 2/3 од животот без никогаш да имате побарано нешто од Бога. Но јас ви велам дека тој ве сака, тој ве спаси, тој има цел за вашиот живот, план за вашиот живот и тој ќе ви разјасни ако вие го прашате и се опуштите. Не го притискајте. Со други зборови, вие велите, па јас чекав 2 недели. Тоа е доволно долго. Тоа е доволно долго од твојот конечен ум. Не е доволно долго, видете, да ве прашам нешто. Дали Бог е совршен? Речете амин. Дали тој доцни? Тогаш зошто ние не го чекаме? Ако ние велиме дека тој е совршен и дека тој не доцни, тогаш ако јас чекам, значи сум на време. Чекам се додека Бог не каже дека ова е моментот. Ви кажувам со сето мое срце дека никогаш не можете да изгубите. Никогаш нема да изгубите ако чекате на Бог. Верувајте во Него. Слушајте го Него. Чекајте на Него и гледајте што ќе се случи. Ако никогаш не сте верувале во Исус како ваш спасител, ништо од ова нема да функционира. Нема. Едноставно ќе ви го кажам ова. Вие ќе се борите во животот, ќе правите многу грешки и ќе завршите катастрофално без Христос во вашиот живот. Но ако вие сте спремни да побарате тој да ви ги прости гревовите, да му го предадете вашиот живот на Него, вие го имате ова прекрасно, вечно семекно средство. Светиот Дух кој ви дава водство, насока и совршено право време ако го слушате Него. Јас ке ве охрабрам ако не сте спасени, никогаш не сте верувале во Христос. Решете го овој проблем и дозволете Господ Исус Христос да завладее со вашиот живот. Тогаш животот ќе се промени. Слушајте. Немојте да живеете надвор од Божјата волја, бидејќи така живеете надвор од Божјиот благослов. Татко, ние те сакаме, те славиме и ти благодариме, бидејќи ти никогаш не грешиш. Секогаш си совршен. Твоето време е совршено до секунда. Ние се молиме Светиот Дух да збори на секоја личност овде. Сите ние да се преиспитаме себе си повторно и да го осознаеме степенот на трпение кој го имаме или го немаме. Ти знаеш кој седи овде, токму сега, и кој се соочува со одлука ова попладне, утре или во текот на оваа недела или пред неделата. Голема одлука во нивниот живот. Боже, јас се молам да ти им дадеш доволно мудрост да чекаат, додека не слушнат јасно од тебе што треба да прават и да имаат доверба дека ти секогаш ќе им дадеш јасна насока за се. Ние те сакаме и те славиме во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. Во ведното обраќање на Павле во писмото од Галатјаните е во остра спротивност со повеќето негови други списи. Наместо охрабрување и предизвик кон новите верници, тој ги напишал овие зборови. Се чудам што толку брзо го напуштате оној кој ве повика преку благодатта Христова за друго евангелие. Оваа строга опомена била предизвикана главно од влијанието на еврејските водачи врз оваа рана црква и корупцијата на нивниот систем на верување што почнала да се случува. Црквите во Галатија се наоѓале во источниот дел на Мала Азија во денешна Турција. Била составена од голем број градови и го добила своето име од галските племиња кои долго пред ова време се населиле во областа. Во 25-та година пред нашата ера, целата територија била анектирана и станала провинција под Римското царство. Павле веројатно инвестирал во оваа област на своето прво мисионерско патување околу 47-та година од нашата ера и бил клучен дел од воспоставување на овие рани заедништва. Населени претежно со нееврејски обратеници, галатските верници попуштиле под притисокот да ги додадат делата од Мојсеевиот закон во својата вера. Тие почнале да веруваат дека правилата и прописите на Стариот Завет се мерка за нивната
ефективно прифаќање пред Бог, што е поткопувало клучната доктрина на христијанството – оправдување преку вера. Зборот за оправдан во Новиот Завет е дикаиоо и значи да се биде прогласен за праведен во очите на Бог. Истиот збор се користи како правен термин, што во овој контекст значи дека Бог нас не ослободил од сите обвиненија поврзани со нашиот грев и не прогласува за невини. Неговата поента, а всушност и целата тема на писмото е дека секој без разлика дали е евреин или не евреин не е оправдан преку делата на законот, туку преку верата во Христа Исуса. Тоа е Христос и само Христос. Никакви добри напори од наша страна не прават поприфатливи за него и никакви неуспеси не оддалечуваат. Ако се прашувате како можете да го поседувате овој величествен дар на оправдување, доктор Стенли објаснува. Божјата благодат е неговата милост и добрина што го вклучува неговото простување и благослов кон нас во сите денови од нашиот живот, без разлика што заслужуваме. Тоа е оправдување. Тоа е Бог кој не прогласува за позиционално праведни пред него, не затоа што ние го заслужуваме тоа, туку затоа што Исус го плати нашиот долг кога умре на Голгота. И тоа е искупувањето, тоа е спасението, тоа е крстот. За сето ова станува збор, кога тој вели овде во овој пасус дека тој преминал преку преминал преку гревовите што биле претходно сторени за демонстрација, велам, на неговата праведност во сегашно време, за да биде тој праведен и оправдувач на оние, на оној, односно оние што имаат вера во Христа. Така Бог може да биде верно вистинит, семоќен Бог, а во исто време да се наведне и да каже: јас ќе те спасам, ќе ти простам и ќе те удостојам за рајот, ќе те направам апсолутно безпрекорен пред мене и покрај се што ти и јас заслужуваме. Интач, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата Интач и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.